Го слушате прегледот на актуелностите во неделава која изминува. Јас сум Боријан Јовановски. Во ова издание на мојот подкаст ќе слушате. Специјалната обвинителка Катица Јанева вели дека судиката Татјана Михајлова не го води судскиот процес согласно законите. Во разговорот со Јанева зборувавме и за одлуката на ВД председателката на судот за прераспределата на судиите во Основниот суд Скопје 1. Тие сакаат на секој начин нашата работа да ја обструираат. Мој гостин е и европратеникот Александар Ковачев, кој заедно со неговиот колега Брок упати писмо до лидерот на ВМРО ДПМН, во кое се укорува намерата на оваа партија за десороизација на Македонија. Разговорот со Ковачев го истористив да поразговарам со него и за неговиот амандман во резолуцијата на Европскиот парламент за Албанија во врска со бугарското малцинство. Това никакъв начин не е свързано с правата на всички други, които се самоопределят като македонци. И аз това не разбирам защо имаше такава реакция в Македония. Дуи никако да се реши што ќе прави. Конечната одлука ја презакажа за понеделник. Размислуваат да ја поддржат новата влада, но не и да учествуваат во неа. Со нашето неучество во владата ќе има возможиме слободно да се прегледува целата работа на ДУИ во последните 10 години откако е во владата. Вели Бујар Османи, со кого разговарав и за договорот кој е постигнат со СДСМ, но и за нервозата на ВМРО ДПМН од можноста ДУИ да формира влада со социјалдемократите. Движењето Беса не учествува во разговорите за нова влада, но подготвени се да му ги дадат подписите на Зоран Заев за да го обезбеди мандатот за состав на владата. Ние сме во принцип да ги дадеме подписите за да го добие мандатот господинот Зоран Заев, но за формирањето на владата и дали ние ќе бидеме дел од екзекутивот, после имаме 20 дена што можеме да се консултираме, анализираме и дебатираме за идните чегори. Вели Фатон Фазли од Беса. Неделава светска вест беше и откритието на 7 нови планети оддалечени 40 светлосни години од нас. Во однос на тоа каде се наоѓаат тие планети, трите кои што се во таа зелена зона, и има некакви шанси за постоење на некаков живот. Вели Мартин Стојановски, председател на Астрономското друштво. Драма на неделава беше новото судско рочиште во случајот СЈО против Груевски и неговите шамари на Жерновски. Специјалните обвинителки Јанева и Фетај очигледно имаат историска мисија, за добро и лошо. Во овој случај тие се првите во историјата на македонското правосудство кои заработија казни по 2000 евра од судиката Михајлова. Во судницата се слушна се и сешто. Очигледно на обвинителките им пукна филмот. Што ја прели чашата? Кратко разговарав со специјалната обвинителка Катица Јанева. Не се прели часата, туку ние реагиравме на тоа што судијката не го водеше, не ја водеше расправата согласно закон за кривична постапка, како што сме навикнати во суд, не изрази почитување на мојата личност, на мојата функција и на мојата колешка, и воопшто не беше воден записникот соодветно на закон за кривична постапка. Се знае како се прави записник, се конкретно се наведуваат фактите и изјавите кои ги даваме, а не се напишува наративно во него што се случува во судницата. Затоа се тоа аудио и визуелни снимки кои прво ги баравме за претходното судење, бидејќи и на ова судење судиката кажа дека само расправа се снима на аудиовизуелна со камера. Дали после едно ваква тензија меѓу вас и судечката судика, дали очекувате овој процес да се одвива понатаму, да добие некаков нормален тек? Јас се надевам, бидејќи ние согласно законот мораме да го завршиме овој предмет, мора да има главна расправа, мора да се изнесат сите факти, но воедно сакам да потсетам дека евидентно беше дека нема да се одржи расправата, бидејќи ние имаме изјавено и жалба до апелација во однос на извојување на нашите докази кои се приложени во однос на незаконски аудиоте снимки кои не беа приложени, а кои не се објавени во јавноста. А дали имате тужба по оваа незина одлука да ве казни така драконски, ако може, бидејќи станува збор за
првпат обвинители да добијат толкави казни? За тоа накнадно ќе ве известиме, бидејќи во овој момент ние немаме добиено решение дека сме казнети и за кое действие сме казнети за нашата изјави, па врз основа на тоа имаме право на жалба, па се надеваме дека во тој дел и судот ќе увиди дека ние не сгрешивме ништо пред судот. Уште едно последно прашање. Оваа недела големо внимание на јавноста привлече одлуката на ВД председателката на судот за прераспределување на судии. Голем дел од судиите со големо судско искуство се прераспределени во судот за прекршоци. Јавноста дел од јавноста го протолкува како обид да се обструира понатаму работата на специјалното јавно обвинителство. Какво е вашето мислење? Јас и претходно кажав дека судот со начело со ВД председателката се трудат да адаптираат самиот распоред на суди за да ја обструираат и работата на ново обвинителство. Тоа го кажавме и во однос на претходно поднесените наредби за претрес на одредени домови на одредени осомничени лица во нашите истраги, кој не беше одбиено со тоа што на тоа претходеше тоа што судијата кој беше дежурен му беа одземени предметите и беа дадени на други судии да одлучуваат по нашите барања. Значи сметате дека има делумно таква намера ова одлука? Нашата перцепција е дека тие сакаат на секој начин нашата работа да ја обструираат и ние се трудиме во законските рамки што повеќе да поднесеме барања, обвиненија и истраги во овој период, но исходот сепак одлуката конечно треба да ја донесе судот. А нашите барања секој пат се засновани на докази и врз основа на закон. Дуи никако да се одлучи што ќе прави. Размислуваат за тоа дали да влезат во влада која би ја водел Заев или само да ја дадат поддршка во собранието како на малцинска влада. Со портпарол од Бујар Османи разговарав за овие нивни дилеми, но и за тоа што се договорија со СДСМ. Прво, зошто да не учествуваат во новата влада и покрај тоа што има договор за употребата на албанскиот јазик. Има аргументи во председателството и членови на председателството кои што сметаат дека во целиот овој период имаше премногу обвинувања во однос на владењето на ДУИ и дека не сакаме да оставиме во наследство ниту една дамка во нашето работење, бидејќи сепак сме ние едно историско движење од поновата историја на албанците и дека со нашето неучество во владата ќе им овозможиме слободно да се прегледува целата работа на ДУИ во последните 10 години откако е во владата и на тој начин го изчистиле наследството што ова историско движење кое што не е само партија го има кај албанците. Така да тој сентиментален момент кој што го имаат членовите на председателството од целата ова конспиративна пропаганда што беше во целиот овој период против ДУИ да се разобличи и да се докаже, односно да се демантира. Тоа е доминантниот елемент на аргументацијата поддршка на влада без учество во неа. Господин Османи, што ново носи договорот за употреба на албанскиот јазик? Прво да кажам дека предлог законот е целосно во рамки на Уставот и во духот на рамковниот договор. Единственото нерешено прашање од делот на легислативата на рамковниот договор, кој што предвидува службената употреба на албанскиот јазик и неговото писмо во централните и во локалните институции. Значи, сиве овие години беше оставено отворено ова прашање поради различната интерпретација помеѓу македонските и албанските политички партии на амандманот 5 од Уставот. Тоа е дали се работи за службена употреба на локално ниво или на републичко, односно на централно ниво, исклучувајќи го тука на територијалниот карактер. И мислам дека тоа што се постигна е многу важно да и албанска партија и македонска партија се договорија сушност за обемот на употреба на службениот албански јазик и неговото писмо во сите органи на државната власт, како и во локалните институции.
Конкретно кажете ми, како ќе се применува овој договор во општините во кои не живеат албанци? Во општини каде што не живеат албанци се овозможува комуникација на граѓанинот албанец доколку живее двајца хипотетички да кажем со институциите на свој јазик. Меѓутоа не и екс официо употреба на албанскиот јазик во тие институции. Меѓутоа во централните институции со седиште во Скопје и централни институции кои што покриваат региони во кои најмалку една општина е со 20% албанци, тогаш и албанскиот е во службена употреба во тоа представништво регионално на централната институција. Како ги коментирате нервозните реакции на ВМРО ДПМН и нивните најави дека поддржувачите на оваа партија може да предизвикаат и немири? Прво, морам да кажам дека ова беше само една фаза од процесот. Ние се уште немаме договор за заедничко владење, а тоа е предуслов нели да се реализира овој закон. Меѓутоа, овој закон во ниту еден момент не го ограничува македонскиот јазик, обемот на употреба и неговото кирилско писмо. Значи, не представува никакво ограничување на македонскиот јазик. Така да не е во интерес на државата да се биде против овој јазик, меѓутоа не е и во интерес на политичките партии да се биде против овој јазик, затоа што овие избори покажаа што значи анимозитет создаден кај албанскиот електорат кон другите партии, доколку тоа не е оправдано. Така да сметам дека треба да бидат рационални партиите, да го искористиме овој политички контекст, да ги решиме прашањата кои што ни се товар за меѓуетничките односи и понатамошниот прогрес на државата. Да ги надминеме, да ги разрешиме, за да може да зборуваме за други прашања, интеграциите, животниот стандард и тоа што не засега сите како граѓани. Преговорите за состав на нова влада кои се во тек се водат без уштество на движењето Беса. Велат не сакаат да разговараат со ДУИ без посредници, а дали ќе учествуваат во новата влада ќе размислат откако Заев ќе го добие мандатот од Иванов. Мој соговорник од Беса беше Фатон Фазлију. Како што сме се изјаснили и порано, значи ние сме спремни да му ги дадеме 5 подписи на нашите пратеници кои се избрани во парламентот на Република Македонија, за да го добие СДС мандатот од председател на државата и да почне да формира влада. Значи ние сме во принцип да ги дадеме подписите за да го добие мандатот господинот Заев, но за формирањето на владата и дали ние ќе бидеме дел од екзекутивот, после имаме 20 дена што можеме да се консултираме, анализираме и дебатираме за идните чекори. А дали вие учествувате во преговорите кои се водеа досега околу решенијата за законот за употреба на јазикот меѓу СДСМ и ДУИ од една и Алијансата на албанците од друга страна? Законот за албанскиот јазик ние не сме информирани значи од ничија страна. До сега ние сме биле само во преговорите кои се случија во Тирана, а сме кажале јасно и гласно дека нема да седнуваме во Скопје со господинот Али Ахмети и со ова гарнитура на ДУИ. А зошто? Што е проблемот што не сакате да комуницирате со господинот Али Ахмети? Значи, не можеме да седнеме со некој што ја донесува државата до овој степен и сега да најдеме олеснителни начини. Значи, само ако добиеме некоја гаранција или олеснителна страна како што беше случај со господинот Рама во Тирана, тогаш да. Иначе со покана на Ахмете или на Села ние нема да седнеме тука во Скопје и да преговараме. Неделава ВМРО ДПМН доби Катин Ферман од Брисел и тоа од нивните најголеми поддржувачи од Европската народна партија. Европратениците Брок и Ковачев очигледно не можеа да се воздржат да не го прокоментираат процесот на така наречената десороизација на Македонија. Александар Ковачев во разговорот со мене вели дека нападите на невладиниот сектор се недолични за една демократија. Към нас се обърнаха от Джеф Юроп, нашата организация, младежката организация на Съюза на европейските федералисти, където аз съм заместник председател, Елма Брок е председател, с молба да се застъпиме за тях, от тяхната секция в Македония, която се казва Джеф Македония, е била вербално нападната, като
смъртоносна и опасна за Македония. Съюза на европейските федералисти е една от най-проевропейските, исторически проевропейски организации, които са за по-силен Европейски съюз, за повече общи политики, за повече солидарност и по никакъв начин не могат да бъдат по този начин представени като опасни. Затова искахме да помогнем на нашата структура в Македония и да изчистиме този инцидент, да няма повече такова отношение към една много проевропейска организация, каквато е Съюза на европейските федералисти и младежката секция на младите европейски федералисти. Ковачев го искористив да го прашам и за неговиот амандман за правата на бугарското малцинство во Албанија, што тука беше протолкувано како обид за негација на македонците во Албанија. Ковачев тврди дека немал таква намера. Текстът, приет от Европейския парламент, въобще не се говори за македонското малцинство, а става въпрос за зачитане на правата на абсолютно всички етнически групи в Македония, включително и на тези албански граждани, които се самоопределят като българи. Това по никакъв начин не е свързано с правата на всички други, които се самоопределят като македонци. И аз това не разбирам защо имаше такава реакция в Македония. В този текст прият не се споменава пак казах, по никакъв начин Македония или македонците, които живеят на територията на Република Албания. Така че ако сме наистина демократи, би трябвало да признаваме правото на абсолютно всеки човек да се самоопределя за такъв, какъвто иска. Като македонец, като грък, като сърбин, като влах, като българин. Защо да няма тази възможност и като българин? До сега е имало безпроблемна възможност като всякакъв друг да се самоопределят, но само е проблематично, ако някой реши да се самоопредели като българин. Това аз не мога да го разбера. И пак казвам, тази резолюция и нашето желание не е било да ограничаваме правата и да казваме кой как да се самоопределя. Това е право на всяко човешко същество да се самоопределя такъв какъвто желае да бъде. Така че за мен е непонятно реакцията на някои медиуми в Македония, както и на някои политически представители. Неделава во светот, една од водечките вести беше откритието на НАСА дека на 40 светлосни години од нас има 7 големи планети, од кои 3 се наоѓаат во така наречен зелен појас, во кој има атмосферски услови и вода. Имаме ли комши таму некаде во галаксијата? Го прашав Мартин Становски, председател на Скопското астрономско здружение. Поголемиот број од тие планети кои што се откриени и што ротираат околу другите звезди се навистина со огромни големини, поголеми од планетата Јупитер, некои од нив. Така да, со развојот на технологијата пристапивме кон многу помали планети, а исто така интересно што 3 од нив се наоѓаат во таа така наречена зелена зона, каде што во однос на зрачењето на самата звезда на тие планети може да се формира и атмосфера и течна вода. Тој уште ние не можеме со сигурност да кажеме дали постои некаков тип на живот на планетата Марс. Да разбера, тука не зборувам за интелигентен живот и така натаму како што ние го познаваме на Земјата, значи живот во област на микроорганизмите и некои бактерии, вируси и така натаму. Значи, таква потврда, особено за некаков интелигентен живот, навистина ќе треба многу повеќе истражувања да се направи и да се потврди. Но, во однос на тоа каде се наоѓаат тие планети, 3 кои што се во таа зелена зона, има шанси, нели? Барем со тоа животот како што го познаваме ние на планетата Земја, односно да се потребни некакви атмосферски услови и да е потребна вода, и има некакви шанси за постоење на некаков живот. Но се разбира за тоа, за да се потврди, да се каже со сигурност, ќе да поминат уште доста години.
Тоа е се во ова издание на прегледот на актуелностите на неделата. Ви благодарам за вниманието и до слушање.